Иако тлото во Битолско се уште не е целосно смирено, битолчани веќе ги евидентираат претрпените штети од серијата земјотреси. Тие имаат рок до 26 јануари за да ги пријават штетите до надлежните општински служби. Само во текот на вчерашниот ден биле поднесени над 100 барања за проценка на штетите, информираше денеска градоначалникот на Битола Тони Коњановски. Комисијата, како што реков, активно работи и доколку има голем наплив, ние сме спремни и втора комисија да оформиме. Голема благодарност до ИЗИС, кој се веќе на терен со дел од комисијата. Поберањето на општина Битола веднаш по завчерашниот земјотрес, во санирањето на штетите, особено на виталните институции, но и на старите заштитени градби, да помогне и владата, денеска во Битола на координација пристигна делегација од неколку министри, предводена од вице-премиерот Љупчо Николовски, според кого државата била подготвена да и помогне на Битола. Она што значи обештетување на граѓаните, тоа законски треба во рок од 360 дена комисијата да поднесе извештај, меѓутоа сметаме дека и заеднички се согласивме тоа комисијата да го направи што побрзо и што пообјективно за финансиските средства додат кај вистинските оние граѓани кои што имаат штета од земјотресот, да не се злоупотребува ситуацијата од други кои што нема таква потреба. Во овој момент, ниту министрите, ниту од Државната комисија за проценка на штети не знаат со колкав процент од штетите ќе бидат обештетени граѓаните. Процентот се одредува согласно висината на штетата и големината, односно обемноста на настанатата штета. И тоа е одлука која што ја носи владата согласно расположливи буџетски средства и согласно сите аспекти земени во целокупниот извештај кој што се оставува. Така да во овој момент не можеме точно да прецизираме процент, тој се утврдува на самата владена седница. Колку за подсетување, досега, освен пријавените оштетувања кај поголем број приватни куќи, извесни оштетувања се евидентирани и во еден клон на една детска градинка, како и во 2 приземни одделенија во клиничката болница.